morena, en tibia noche de luna, cuando te besa la brisa, yo te voy cartagenera, el cascabel de tu risa, Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura, Cartagenera morena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, Cartagenera morena. Потекнувам од многу музикално семејство, а ниеден од нив не е професионалец. Не се оддале на професионално занимање, средно ситуирано, добро организирано во својот живот, од кој сум научил многу да го водам и моето семејство. Инаку роден сум 10.6.41 година, татко ми кога бил заробеник во еден од фашистичките логори близу Лајпциг, Германија. Мојот почеток, званичен почеток на сцена е негдека на 5 годишна возраст, а на 8 годишна возраст како ученик во основно училиште. Напоредно со основното училиште учев и ниžо музичко училиште. Свирев виолина и дури ми рекла дека сум доста надарен и дека би требало тој инструмент да се определам за тој инструмент. Меѓутоа водите ме однесоа на друга страна. По завршување на основното училиште се запишав во средното музичко училиште, каде што се најдовме ја и покрај другите ја и Крсто. Бешме основачи на овој ансамбл. Меѓутоа, како ученици прво свиревме на игранки, беа многу популарни, не игранки, не вечерни игранки. За потоа да се определиме да одиме на работна акција во Прждево Демир Капија меѓу бригадирите против ја и Крсто. И ја и Крсто решивме да направиме трио. Ми недостасуваше трет член. Сосема случајно пронајдовме Сергеј Поповски, син на човек од вашата куќа, Андре Поповски, знаете, новинар, публицист, модел. Тој ми се приклучи и дури се сеќавам и на првите две numери кои ги спремивме за таа бригадирска веселба, односно приредба. Едната беше песна за Аргентина и другата од филмот Разбойник, бразилски филм Разбойник, кој беше многу популарен. Меѓутоа сето тоа беше за нас на едно аматерско ниво, али добар показател што значи колку е популарен тој стил, односно тој вид на музика, меѓу широките маси, меѓу сладокусците на музика, би рекол. И тоа веќе ме заинтригира да размислуваме и за професионализирање на тој ансамбл. По враќањето од акцијата ми се приклучи Димитар Томов, бидејќи Сергеј Поповски мораше заради некои негови животни определби и обврски да замине и го формиравме триото мањето. Триото веќе после само еден месец направивме репертуар од едно од 15-20 композиции. Тоа не беше малку. И пак на тие така наречени смотри од областа на културата и спортот, музичкото училиште ме пријави како учесници, освоивме прва награда на ниво на општина, па на град, за на републичките смотри да го делиме првото место со нашиот драг колега Зоран Ѓорѓиев. Исто тој се определи професионално за бавење со музика. Ми фалеше четврти член, односно женски вокал, бидејќи сепак женскиот вокал ќе го разигра звукот. Меѓу колешките во музичко училиште се обидовме да најдеме. Притоа, иако учевме со ово пеење, е исти професор со мене, едноставно, она кога оди на часови, јас сум вон часови, и обратно, така да не сме имале можност да се чуеме. Притоа,
едно попладне, односно по завршување на часови, се договоривме да одиме во кино, тогаш бевме колеги. Се играше, односно се проектираше еден многу убав музички филм, би рекол филмуван мюзикл, Празник во Мексико, со познатите артисти Росита Кинтана и Ентони Агилар. После излегувањето од филмот обилуваше не само со убава музика, меѓутоа обилуваше и со раскошни пейзажи. Тоа едноставно не само нас, него воопшто публиката која го следеше филмот ги трогнуваше, али се разбира музиката најмногу. При излегувањето Невена почна да потпевнува дел од една композиција која чухме во филмот. Тоа беше еден многу убав дует. И јас се приклучив и открив дека практично го пронајдовме она што ни треба. Небото ни мами со својот блесок, влюбено своји стебла со ветрот ниша. Двете судбини млади шумно се сплеле. Честно од песни од љубов остава трага. Мој дабој, од вашите се живот овде ќе тече до крај. Љубовта ваша нежна беше и моја. Првото гостување вон Македонија беше во Нептер театар во Суботица и првото гостување вон Југославија беше во Египет. Мислам дека е значајно да споменам дека Магнифико има настапувано и пред Тито во најразновидни поводи, од тоа 3 пати на дипломатскиот лов Караџорџево добро, еднаш кога беше тогашниот претседател на Соединетите држави на Мексико Лопес Матеос во званична посета на Југославија со неговата ќерка и сопруга. И последен пат во мај месец 75-та година, кога последен пат Тито и Јованка дојдоа во Скопје, се сеќавам Невена беше бремена со Лидија 8 месец. Практично не е само заради Тито и Јованка како личности, иако Тито не случајно го смета за еден од 100 луѓе кои го одбележаат 20 век, туку затоа што покрај него целиот политички, економски и културен естаблишмент ја врзан. Сите доаѓаат по некаков протокол, пишан или не пишан. Понатаму, Магнифико, мислам дека, и се сигурно ќе ме прашате, признанија и така натаму. Од цел свет има признанија, тој ќе го видите и на фотографиите. За жал, зборувам за званично државно признание од Македонија се уште нема. Секоја професија има лице и опачина, добри и лоши страни. Добрите страни ги знаеме, никош не би променил бавење со друга професија и да се родам повторно, бидејќи навистина се движите, многу динамично се живееше, многу би рекол богато,
со средби со најразновидни луѓе, од разновидни професии. Меѓутоа, велам, и таа дејност има своја опачина. Се сеќавам и никош нема да заборавам кога ја оставивме Тања на 4,5 месеци во пелени, а ја чуваше незината тетка, бидејќи ни мајка ми, ни мајки на Невена не беа во состојба да ги гледаат, да ја гледаат. Во Сплит ни ја донеса на 9 месеци, 8,5-9 месеци, и верувајте ми дека ако не беше сестри, кога излегуваа од авион, не ќе можевме да си го препознаеме сопственото дете. Невена едноставно обезбедувањето го растргна и тргна кон ми. Јас сам успеал да кажам дека е тоа мајка на тоа дете, немојте, зашто можеше да настане и инцидент. Да се пука, бидејќи од кај знаат штота. Меѓутоа, сплитската публика, на која исто така им бевме големи љубимци, не препозна и мене, и Невена, и се смирија и обезбедувањето. Сега доаѓа она втора фаза, кога влеговме во комби возилото, бидејќи бевме во Макарска сместени, планирана пауза од 7 дена да предакнеме, бидејќи тоа беше 5,5-месечна турнеја во 4 земји и Југославија, особено Јадран го обработувавме тогаш, кога лето се разбира. Али ова беше планиран одмор, 7 дена, и сега настана тој втор проблем, човечки проблем. Ова е врзано со фамилијата, знаете, не е само со Магнифико. Едноставно, вие седите покрај детето и детето не ќе да дојде до вас. Не можете да го погалите. Тоа е прилично така осетлива работа, меѓутоа и тоа е живо. Успеавме после неколку дена и да привлечеме и внимание и да видам, да завршам со ова. Тоа е делот со кој паѓа како жртва луѓето кои се бават со ова. Се зедовме со Невена на 11 октомври 1964 година. Сега на 11 октомври, овој месец, прославивме 46 години брак. Во тој период, на 67 година се роди, јануари месец се роди Тања. Нешто подоцна, него 8 години подоцна, бидејќи моравме да го планираме времето на патување, времето на старање на фамилија и така натаму. После 8 години, поточно 75 година, се роди, 1 јули 75 година, се роди Лидија. Семејството беше во првата фаза комплетирано. После, животот течеше, Тања дипломираше, знаете, и Тања и зетот се во театар за деца и младинци вработени, покрај тоа што се бави и со дејности, сам музичка дејност. Лидија е вработена во хорот на опера, во МНК. Тања ни донесе двајца внуци, внука. Големиот е веќе 3-та година на факултет. Малата внуката е веќе 1-ва година во гимназија и така животот, значи, тече. Меѓутоа, оформени, како семејство функционираме, што би рекла Тања, ние не се караме, ние директно се убиваме. Тоа е стилот на Тања. Оле, мучача, оле, мучача, оле, мучача, оле, мучача, оле, 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 оле.
mejorcito español. Hoy es su frío, escapó mi ilusión. Првиот настап на телевизиско снимање беше ноември 1961 година, новогодишна емисија која режираше многу известниот Антон Марти, кој беше по мене најголемиот режисер, југословенски режисер за таков тип на приредби. Он знаеше, често му префрлаа тоа копија од Италија, од Рај Уно, меѓутоа правеше добри емисии, без разлика на секој. Што се случи? Од известниот уредник на музичката програма на Радио Загреб, во една прилика бевме чуени на концерт, дојде на концерт и ни понуди да учествуваме во оваа телевизиска емисија со 2 минути, бидејќи повеќе простор немаше. Во таа телевизиска емисија учествуваа покрај Иво Робич, кој е доајен на забавната музика, југословенската забавна музика и можеби еден од најпознатите југословенски интерпретатори на забавна музика. Учествуваа уште 4M, многу познат вокален ансамбл. Учествуваа уште неколку изведувачи, меѓутоа учествуваа и Арсен Дедич и Тереза Кесовија како дуо флейти. За прв пат се појавија, меѓутоа не како пејачи, него како дуо флейти, кој направија после навистина вонредно добра кариера за почит и така натаму. И сега влегуваме ние, кога дојде нашиот ред. Прво не праша режисерот дали сме до тогаш дали сме влегле во студио, дали, кога му реков, не јасно ми беше се. Не знаевме, прво се изнасмеав кога ги видов камерите. Ми наликува на поголеми кампи за сирење. Во споредба со денешната дигитална техника и така натаму, али тогаш за прв пат одблиску ја видовме камерата. Бидејќи тоа е 61 година, 59 е формиран Магнифика, веќе 61 првото снимање. Па влеговме во студија, не знаеме кај да се свртиме. Немаме односот кај да го кон што да го направиме. Ние свртени, односно односот кон една камера снима друга камера. И еден од членовите на таа вокална група, наши колеги, 4M, по име Медо, постарите колеги го знаат, многу духовит, многу Медо го доби името потоа што беше малку по-турбулентен, дојде и не упати каде, како ќе засвети сијаличката, тогаш камерата ве следи и вашиот однос треба да биде кон камера. И веќе беше многу поедноставно. Беше веќе првото упатство го добивме и знаевме што да правиме во студио. При званичното гостување на председателот на Соединетите мексикански држави Лопес Матеос со сопругата и керката 29 март 1963 година, се сеќавам на датуми, бидејќи во програмата беше наведено Магнифико, песни од Латинска Америка и Кут Иво Лола Рибар, културно-уметничко друштво со југословенски фолклор, али не пишуваше од каде потеклото него. И едноставно Лопес Матеос го прашал Тито од кој дел на Латинска Америка е овој ансамбл, бидејќи за него се уште не сум чуo. А Тито му одговорил, не сте ни можеле да го чуете, бидејќи се уште не гостувал во Латинска Америка, па од каде е овој ансамбл? А вика, тоа е од наша јужна покрајна Македонија. Нашето прво излегување од Југославија. Тоа беше време кога беше сукобот помеѓу Египет и Израел за спорниот Суетски канал. Таму беа од 9 земји, 9 формации, 9 единици од тие 9 земји и секој од нив
од тие земји имаше обврска еднаш годишно да испрати група која ќе ги анимира 9 единици, обично баталјони. Бевме предложени Магнифико да гостува, меѓутоа во еден проширен состав. А со нас беше уште наш колега од оркестарскиот дел Панче Нанчевски, како хармоникаш, Нина Спирова и едно балетско дуо од Белград. Таа екипа отиде и ги анимираше тие 9 воени единици во Газа. Бевме сместени во Газа. И едноставно видовме една друга атмосфера, а ја мислев дека она што го видов, тоа ми за мене, бидејќи бевме на Гиза во Каиро, кога бевме прошетавме, мислев дека тоа, бидејќи прво излегување со Магнифико, мислев дека таквите нешта ќе се повторуваат, меѓутоа не. И сега тврдам дека Египет со Гиза, што се пирамиди и свинги, најубавиот и највпечатливиот дел, барем мене што ми остави впечаток, од она што значи култура, цивилизација. И верувајте ми, за прв пат, кога застанав под Кеопсовата пирамида, се почувствав толку ништожен. Седумдесетпета годината, како потреба за прв пат еден македонски ансамбл да гостува во Советски Сојуз, успеавме да се избориме за гостување исклучиво македонска група. Група составена од музичари македонци. И тогаш се роди ансамблот Македонија. Зборувам за оној, зашто повеќе ансамбли носеа името Македонија, зборувам за оној ансамбл препознатливите пеачи Сашка Петковска, Верица Ристевска, Даниела Панчетовиќ, Кирчо Поблазаров, жал покоен, и ја. Го сочинувавме пеачкиот дел, и сега инструменталисти, да не ги редам, бидејќи често и се менува. И така оваа група мощно успешно работеше 9 години, обстојуваше. За жал, се распадна 84-та година, кога Магнифико го славеше својот јубилеј, 25 годишен јубилеј. И, да ви кажам, уште еден куриозитет, 25 годишниот јубилеј ми го одбележа Љубљана, фестивал Љубљана на Крижанке. Они направија свечен концерт со покани, една ретроспективна едночасовна емисија, направија коктел, градот ми го направи коктелот и се разбира конференција за медии. За жал тоа не го доживеав од мојот роден град и од мојата држава. Денеска кој ќе се сретнеме, било со група Македонија или Магнифико, ние сме прво прекрасни другари и кој ќе се сретнеме не можеме да се разделиме, бидејќи не врзуваат многу убави спомени. Ни во Магнифико, ниту во Магнифико, ниту во Македонија, ја не се сеќавам да имало приватни кавги. Имало кавги, да речеме, во Магнифико некој да не слушал, ќе мислел дека сме се истепавме. За решавање на аранжманско решавање на одреден дел од одредена песна, што е многу позитивно, корисно, затоа што се експонираат многу идеи
и се избира најдобрата идеја. Меѓутоа завршува побата, ние сме другари заедно, како фамилија, што да ви кажам. Во Магнифико продефилира 13 музички уметници за почет, и еден импресарио, кој го водеше тој многу успешно, тој ансамбл и неговото име ќе го спомнам, бидејќи навистина многу луѓе би можеле да учат од него, тоа е Борис Низамов. Кога Магнифико престана со работа, соработувавме ја, Перо и Невена, плюс Сашка, соработувавме со воениот оркестар. И таа беше таа четворка, кога еден од нас се појавува како солист, другите се вокална придружба. Во таа група беа Блага Петровска, али не во групата што зборувам сега, него во тој состав. Како солисти се појавува и Блага Петровска, и Јанко Узунов, и уште други, многу, Авона исто често беше гостин. Почетоците на Магнифико, морам да ви кажам, 2 години Магнифико инвестираше, ништо не добиваше. Без гаранција дека ќе успее. Али без инвестирање на труд, време, средства, нема успех. Вие мора да направите обика. Дали ќе успеете, тоа е прашање на многу околности. И затоа младите генерации има многу квалитетни музичари, меѓутоа тешко луѓе за соработа. А ние со Магнифико, со сите кои соработувале во Магнифико, кои биле во Магнифико, сме живееле како една семејство. Со помагање, приватно, едни на други, со дружење на фамилиите, на семејството. Бидејќи без таква атмосфера не може да има ансамблов звук и ансамблов успех. Едноставно е невозможно. Најголема придобивка што успешно работевме, меѓутоа и оформивме своја фамилија, семејство и го одржавме тоа семејство. Тоа е по мене најголемата придобивка. И верувајте ми дека сум горд на она што го имам направено. Од ова заклучувате, предпоставувам, колку динамичен живот сме имале, колку богат и разновиден живот. Меѓутоа многу напорен, ужасно напорен. Сето тоа оптеретува. Зашто јас сум научен и воспитан, не само научен и воспитан, една работа. Или ја прифаќам и ја работам до крај, максимално професионално, или воопшто не ја. Истото го имам пренесено и на децата, се обидувам да го пренесам и на внуците. Делумно успевам, делумно не знам како ќе бидат. Бидејќи за воспитување, тоа е процес, знаете, треба време. Секој период, секоја генерација има своја музика, да ги рекла своја музика, афинитети кон музичката уметност. Меѓутоа, мора да се има малку поголем сенс за тоа како треба да се воспитува младата генерација во она што значи врв, како експеримент. Доли техномузиката, ја слушам како експеримент. Има музика кај што навистина има што да се, без разлика што е тоа друг жанр. Има навистина квалитетни и творештво и репродукција. Меѓутоа, кој ќе ги споредам со она што поминал
по мое сознание, по мои некои критериуми, сепак времето на, да речеме, на тајанската канцона со Сан Ремо, кога ги слушавме прекрасните вокали на Клаудио Вила, Мила, Мина и така натаму. Па се појави во наше време, се појави рок музиката, која имаше композиции кои влегоа во енциклопедиите на музичката уметност, кои заслужуваат внимание. Па дури и творештвото во народен дух, сега што се твори, исто заслужуваат внимание. Така да, знаете што, генерациите кои доаѓаат нека си имаат своја музика за забава, а ако мислат да се едуцираат, сепак треба да се свртат малку на нас. Me grito como suerte, por unos ojitos negros, me grito como mi suerte. Tan y tanto la mía, me van a apostar la muerte. Tan y tanto la mía, me va a costar la muerte. Ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha. Ансамблата музика обстојуваше 31 година. Со поголем или помал интензитет во времето кога веќе редовно се вработивме, меѓутоа без прекин. Во тој 31 годишен период имаме реализирано преку 3700 концерти на буквално сватете на сите континенти во 42 земји, со тоа што во некои земји секоја капагодишно бевме присутни. Италија, Австрија, Словенија, Хрватска, Германија, не сум сметал дека сум во странство, толку бевме често присутни. Во тој период се снимени преку 140 ТВ емисии за негде кон 14-15 ТВ куќи во Европа и вон Европа, неколку емисии. Снимени се 5 LP плочи, 4 аудиокасети, 28 плочи ги вика плочи беа со 2 или 4 композиции. Понатаму снимен е еден диск, аудиодиск, и први сме, но само месец и пол пред да се појави дискот на Леписов. Во вашата куќа е снимена и една аудио ТПС, касета за широка употреба. И она што морам да го кажам, за жал, се што има почеток, има и крај, својата кариера, многу богата кариера, да имаме завршено со последниот наш настап, негдека во мај 90 година, на стадионот, градскиот стадион, по повод, односно хуманитарен концерт, по повод собирање средства за довршување на црквата Свети Климент, Охридски во Скопје. Не благослови господин Михаил и учесниците и публиката. И последната композиција со која завршивме беше Vaya con Dios, Оди со Господ. И тоа беше крајот на обстојувањето на мајите.